Собранието на Република Македонија денеска во рамки на 105-та седница вторден расправа за предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов поднесена од пратениците од опозицијата. Пратениците од власта го повторија ставот дека претседателот Иванов со дадената аболиција не го прекршил уставот и законите на државата. Уставот на Република Македонија во член 84 став 1 алинеја 9 го утврдува правото на претседателот на Републиката да дава помилување. А според член 79 став 3 од Уставот, претседателот на Републиката своите права и должности ги врши врз основа на Уставот и на законите. Подетално прашањата за помилувањето се регулирани во 1993 година со Законот за помилување. Во него, во член 1, стои дека претседателот на Република Македонија дава помилување на поименечно определени лица за кривични дела предвидени со законите на Република Македонија, а согласно со одредбите на Кривичниот закон и одредбите на овој закон. На излагањето на Аврамовски Возрати Богоев, кој рече дека имало очекување за осуда на Иванов или барем како од доктор диагноза. Колега Аврамовски, од вас како пратеник очекував во име на граѓаните да побарате одговорност од Иванов. Како доктор по професија, ако веќе не барате одговорност, очекував да дадете диагноза за Иванов. На крај овде од вас слушнавме едно очајно мачење, најверојатно на партиски послушник. Вие, колега, овде грчевито браните човек кој што го сокрива и го аболицира целиот криминал во Република Македонија. Колега Аврамовски, криење на криминал е посериозно од самиот криминал кој што е направен. Пратениците од опозицијата во текот на расправата побараа правна и политичка одговорност на Иванов за неговите постапки. Тие сметаат дека незаконско е давањето аболиција на лица кои не се обвинети, туку се само осомничени. Собраниската расправа ќе продолжи по редовната пауза.